Коалицијата ВМРО за Македонија синоќа на митинг во Делчево ги презентираше приоритетите од изборната програма. Ниту една опција не заслужува мандат од 62 пратеника, истакна во свој одговор лидерот на ВМРО Народна партија и носител на кандидатската листа за пратеници во 4-та изборна единица, кој рече дека резултатите од тие 62 пратеника биле погубни. СДСМ има не 62, 102 пратеника. Што направија? Катастрофална приватизација, катастрофално уништување на македонската економија. Овие нашите браќа од ВМРО ДПМН, зарем толку не знаеме тие 10 години наназад имаат 62 пратеника. Затоа ние, почитувани граѓани, велиме: се што направивме во нашите 4 години, го направивме без да ја задолжиме Македонија. И при тоа имаше пари и за буџетот, и за македонскиот човек, и за македонскиот поединец. Најпрво што треба да се случи по изборите, како што истакна Стојанче Ангелов, носителот на изборната листа од 3-та изборна единица на коалицијата ВМРО за Македонија, пошто многу работи ќе бидат познати, истакна Ангелов. Попис најбрзо што може, за да се преброиме, да видиме колку останавме во Македонија после погубната политика на Никола Груевски, за да знаеме од каде војводата Јупчо Ѓорѓиевски, за кого што некако се надевам дека ќе биде следниот премиер на владата на Република Македонија. Да знаеме од колку ќе започне и каде ќе однесе Македонија после само 1 или 2 години. На синокешниот митинг во Делчево се обрати носителот на листата во изборната единица 5, председателот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, кој ги оцени изборите како историски.